Добро вечер до сите присутни. Мене ми е многу мило што јас имам честа прв да ви се обратам на вас овде присутните. Уште помило ми е што се собравме во толку голем број. Причината ми се чини дека веќе на сите добро ви е позната. Промоција на романот на Марија Спасова, Магијата на Атафу. Јас сега речта ја предавам на професорката по македонски јазик и литература, која е всушност и нејзин гласен раководител, а и промотор на ова прекрасно дело. Професорке, повелете. Почитувани гости, почитувани љубеници на пишаниот збор, дами и господа, добра вечер. Шуму писатели во скудно време. Оваа дилема на германскиот романтичар Фридрих Хелдерлин не изгубува од својата актуелност ни 2 века по првичното објавување. Но времето покажа и докажа и една друга вистина, а тоа е сознанието дека иднината на човекот ќе биде поетска или нема да постои. Писателите се патници низ времето и низ простор. Преку совиштата и преку фантазијата во својот свет, тие секогаш се отворени за другите. Оттаму, пишувањето е облик на љубов. Оттаму, појавата на секоја нова звезда на творечкото небо е вистински празник и за љубовта, и за животот, и за постоењето. Вечерва го поздравуваме и прославуваме појавувањето на новата звезда Марија Спасова. Магијата на Атафу е роман првенец на младата авторка. Станува збор за љубовна приказна со згуснат исказ, кој што воопшто не е патетичен. Таа толку освојува со својата, што станува повеќе од книга која сме ја прочитали. Станува доживување кое го памети. Магијата на Атафу е таков роман кој ни зборува за љубовта, безвремена и севремена. Чувствителна приказна, поради која ќе поверуваме дека вистинската љубов навистина постои. Таа буди емоции и не можеш да останеш равнодушен додека ја читаш. Лајла Нер е тинејџерка од Даблин, од која блика една свежина, младишка енергија, радосно чувство дека целиот свет е неизбит, но и сутилна храброст да се соочи со предизвиците, со болката, со страдањето, со загубата како составен дел на постоењето. Со доаѓањето на островот Лајла го привлекува вниманието на најпосакуваните ергени и додека полека ги руши зидовите кои самата ги подигнува околу себе, таа се залюбува и открива свет, среќа, но и болка како што дотогаш нема почувствувана. Но Лајла нема да ја маче само љубовта. Таа во замокот наидува на една тајна која после многу време ќе излезе на површина. Меѓу ридовите и морето, на врвот од еден брег гордо се издига замокот Луиза на семејството Ипфел. Шетајќи низ многуте соби и тајни ходници, Лајла чувства вознемиреност. Чувства неодолива привлечност да се искачи на забранетиот спрат, не знаејќи дека тој ќе одреди нејзината судбина. Таа ќе биде присилена да се соочи со минатото на нејзината мајка, при тоа ризикувајќи дека може да го изгуби идентитетот, но и можноста животот никогаш повеќе да не се врати во нормала. Лајла се заплеткува во мрачната приказна, што била започната пред многу векови и колку повеќе се обидува да се излече, толку повеќе станува дел од неа. Авторката, вовлегувајќи на во авантура полна со интриги, романси и трагедии, низ лавиринтот од тајни и измами, страсти и пријателства, успева сето тоа да го претвори во една интересна приказна. Читајќи го текстот, се наметнуваат размисли, што е судбина, а што е случајност.
Дали доаѓањето на Лајла на далечниот остров е случајност или судбина? Доаѓаат ли древовите од минатото да го наплатат својот долг или може да се побегне од судбината? Но како и да е едно сигурно, љубовта победува се. Може би звучи истрошено и смешно во време кога единствен олтар на кој се поклонува постмодерната цивилизација се парите, но сепак Марија верува и не подсетува дека единствената причина зашто планетата Земја кружи околу Сонцето е бесконечната љубов светот да обстане. Уште еднаш сакам да ја честитам на Марија и посакувам уште многу успеси понатаму во животот. Збогатена представа за делото ќе добиеме од директорката на Градската библиотека од Струмица, госпоѓа Тања Кошева. Директорка, поведете. Почитувани гости, почитувани присутни. Библиотеката Благо Јанков Кучето од Струмица по 60 пат традиционално се појавува како издавач на книги на наши роднокрајни автори. Вреди да се појавиш како издавач на книгата како што е ова Магијата на Атафу од младата авторка Марија Спасова. Книгата нема да ви даде да ја оставите и почнете да ја читате. Марија покажува дека е талентиран творец, како некој кој има зад себе издадено повеќе книги. Иако Магијата на Атафу на Марија Спасова е првечето на како што се вели прво памашко. Книгата може да се стави на картар со многу книги од звучни имиња кои во моментот се барани во библиотеката. Магијата на Атафу е токму она кој ќе биде близко на тинеџерската популација, но и на сите оние читатели на кои им треба одмор. Таа ќе не однесе на Атафу во фамилијата со сина крв, но оставам вие сами да дадете позитивно мислење за ова навистина убава книга. Книгата може да ја купите и да ја подарите, а за тоа секој ќе ви биде благодарен. Книгата е напишана на 126 страници, но сепак кога ја читате може да си имате слика за секој настан кој авторката го опишува. Значи слика и прилика за ова извонетна книга на Марија. На авторката и посаквам уште многу творештва, да споделуваме заедно и нејзиниот труд да остане запаметен. Јас како професорката се надевам дека ова нема да биде ни прва, ни последна. Да другарува и од неј се очекувам уште многу успешни. Навистина, факт е дека книгата е прекрасна, ја прочитав, ако имам 55 години и ја читав како да имам 18, пишува на дете кој ја напишал на 17 годишна возраст, меѓутоа вреди да ја прочитате сите. И благодариме за убавата книга, што ќе може да отделите време и да се релаксирате со неја. Благодарам на многу. Оваа промоција не би била целосна ако и самиот автор не би се обрати овде на вас присутните. Спасова Марија, повели. Добра вечер до сите присутни. Пред се сакам да ви се заблагодарам затоа што ве гледам во толку голем број. Сум многу среќна поради тоа. Денес сме 28 март 2017 година и јас го промовирам мојот прв роман. Случајност или не, но истиот 28 март, но во далечната 1999 година се случила и свадбата на моите родители. Да се напише и издаде едно книжевно дело воопшто не е
голем ангажман и напорна работа. Јас сигурно не би успеала во ова, доколку не ја добив поддршката и помошта од голем број луѓе, па би сакала овде јавно да ги поздравам и да ми искажам мојата благодарност. Прво ќе почнем од Јани, личноста која секојдневно ме инспирира и поттикнува на позитивни мисли, чувства и поставки, па така ми ја всади идејата во глава дека Марија сака и може да биде автор на книга. Ќе продолжам со моето семејство, мајка ми и баба ми кои први прочитаа и ми ги дадоа првите комплименти, татко ми кој бараше од мајка ми да му раскажува за содржината и брат ми кој на сите им ја покажуваше електронската версија од книгата. Во оваа прилика сакам да им се заблагодарам и на моите спонзори кои го олеснија издавањето: Месарница Ѓоза, Електроинстал, Сладкарница Карамела, Проагро Голд, Алфа Проект Рутем, Салон за мебел Ивана Биргијаш, Салон за убавина и леди и флизерско студио Елита Арт. Исто така сакам да се заблагодарам на почитуваната директорка на нашата библиотека, госпоѓа Тања Гошева, издавачот на романот, на госпоѓа Васка Кирова, лекторот на делото и на медиумите кои ме поддржаа со нивното присуство овде. Сакам да се заблагодарам на мојата менторка, мојата драга професорка по македонски јазик, а истовремено и класна, која прва го даде стручното мислење и сочи позитивни критики и совети, книгата ја доби сегашната поинтересна и подлабока содржина. Продолжувањето на љубовта кон нашиот јазик е благодарение на нејзиниот неисцрплив ангажман. Мојата благодарност ја испраќам и до мојата прва учителка, госпоѓа Тања Достинова, која денес представува мој голем идол, потоа до професорката по македонски јазик во моето основно училиште, госпоѓа Јасмина Коркојевик, кој уште од рана возраст во мене ја разбуди љубовта кон пишаниот збор и ме упати кај представниците на Домот за деца и млади, Благој Мучето Струмица, благодарение на кој стекнав ораторски способности, кои до ден денес ги усовршувам, настапувајќи на јавни настани во улога на нивен активен член. Голема благодарност искажувам и кон господин Зоран Озунов од Оделението за инспекцијски работи, кој својата работа ја извршува на најдобар можен начин и многу пати ми ме упатувано во многу работи. Едно големо благодарам и до градоначалникот и до одредени представници од општина Струмица, особено на госпоѓа Кристина Иванова и господин Филип Колев, кои го олеснија промовирањето на книгата во оваа сала. Сакам да се заблагодарам на сите мои соученици од клас 3-9, кои безрезервно ме поддржуваа. Постојано прашуваа кога ќе се одржи промоцијата и овде се присутни сите до еден. Исто така, посебна благодарност упатувам до Надица, која неуморно одново и одново ги редеше книгите, и до музикантите кои со својата изведба ја збогатија денешната промоција, како и до професорот Илија Даов, кој ги подготви. Благодарам, искажувам и до директорот, управата и сите професори, како и сите присутни ученици од Средното општинско училиште Димитар Влахов и Основното општинско училиште Маршал Тито Струмица. Овој говор не би бил целосен, доколку не го поздравам мојот војко, кој од секогаш веруваше дека ќе се најдам во ситуација да зборувам пред толку многу луѓе и напоменуваше дека мора да биде спомнат. За крај, ќе споменам личноста која не е повеќе меѓу нас, која сигурно ќе се радуваше и радосно ќе раскажуваше на сите за овој настан. Личност која секогаш беше во првите редови на моите рецитали и во еден момент велеше погласно, а веќе во наредниот, ова е мојата внука. Веќе претпоставувате за кого зборувам, мојот сакан дедо, чија поддршка во моментов силно ја чувствувам. За крај, да повикувам на скромен коктел во холот и уште еднаш ви се